Евангелие според Лука, глава 15. Сите цариници и грешници се доближуваа околу Исус, за да го слушаат. А фарисеите и книжниците негодуваа и велеа: овој прима грешници и јаде заедно со нив. Тогаш им ја кажа оваа споредба: кој од вас, ако има 100 овци и загуби една од нив, нема да ги остави 99 во пустината и не ќе отиде по загубената да ја бара додека не ја најде. А која ќе ја најде, ќе ја крене радосен на своите плеќи и која ќе дојде дома, ќе ги повика своите пријатели и своите соседи и ќе им рече: радувајте се со мене, зашто е најдов загубената овца. Ви велам, така и на небото ќе биде поголема радост за еден грешник кој се кае, отколку за 99 праведници кои немаат потреба од каење. Или, која жена, ако има 10 драхми и изгуби една драхма, нема да запали светилка и не ќе ја исчисти куќата да ја побара внимателно, додека не ја најде. А која ќе ја најде, ќе ги повика своите пријателки и своите соседи и ќе им рече: радувајте се со мене, зашто е најдов драхмата што ја изгубив. Ви велам, толку голема радост ќе биде пред Божите ангели заради еден грешник кој се кае. И рече: еден човек имаше 2 сина. И помладиот од нив му рече на својот татко: татко, дај ми го делот од имотот што ми припаѓа. И тој им го раздели имотот. А по неколку дена помладиот син собра се што имаше и отиде во далечна земја и таму го потроши сиот свој имот со своето развратно живеење. И кога потроши се што имаше, земјата ја зафати голем глад и тој се најде во немаштија. И тогаш отиде како наемник кај еден граѓанин на онаа земја, а тој го испрати во своето поле да му ги пасе свињите. И желен беше да го наполни својот стомак со желадите што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. А кога дојде на себе си, рече: колку наемници кај татко ми имаат леб во изобилие, а јас тука умирам од глад. Ќе станам, ќе појдам кај татко ми и ќе му речам: татко, сгрешив против небото и пред тебе. Не сум веќе достоен да се нарекувам твој син, но прими ме како еден од своите наемници. И стана и се упати кон својот татко. И додека беше уште далеку, неговиот татко го здогледа, му се смилува, па притрча и му се фрли на вратот и го бакнуваше. А синот му рече: татко, сгрешив против небото и пред тебе, не сум веќе достоен да се нарекувам твој син. Но таткото им рече на своите слуги: брзо изнесете ја најубавата облека и облечете го. Ставете му прстен на раката и обувки на нозете. Доведете го угоеното теле и заколете го. Да јадеме и да се веселиме, зашто овој мој син беше мртов и оживе, беше загубен и се најде. И почнаа да се веселат. А неговиот постар син беше на нива. А кога се доаѓаше и се приближи до куќата, слушна песни и игри, па повика еден од слугите и го праша што е тоа. А тој му рече: твојот брат си дојде и твојот татко го закла угоеното теле, зашто го виде здрав и жив. Тој се разгневи и не сакаше да влезе. Татко му излези и почна да го моли, а тој му одговори на својот татко: ете, толку години ти работам и никош не ја прекршив твојата заповед, а ти ниту еднаш не ми даде јаре за да се повеселам со моите пријатели. А кога дојде овој твој син, што ти го изеде имотот со блудниците, за него го закла угоеното теле. Таткото му рече: сине, ти си секој со мене и се моје е твое, но требаше да се веселиме и да се зарадуваме, зашто овој твој брат беше мртов и оживе, беше изгубен и се најде.